Добар ден, драги мои! Додека летните температури се во полник, моја препорака е да останете во своите свежи домови и да уживате во содржините кои ги подготвивме за вас во денешното издание на Клучалка. Продолжуваме да ве запознаваме со младите и инспиративни луѓе со кои се гордее градот. Овој пат запознаете се одблиску со Ина. Како што најавивме, во денешното издание на Клучалка вие представуваме Ина Поцевска. Таа е млада и навистина инспиративна девојка која зад себе има низа активности во текот на изминатата учебна година. Ина, најпрв им благодарам што ја прифати поканата за ова кратко интервју. Како што споменавме, ти си полуматурантка и предпоставувам она што периодов те окупира се уписите за предстојното средно образование. Кажи ми, која е твојата определба за средно училиште? Јас го одбрав средното медицинско училиште Панча Караѓозов. Ми инспирираше мојата тетка која беше запишана на фармација и сега јас ја следам неа, исто така се запишав фармација. Дали тоа значи дека имаш љубов кон природните науки? Да, претежно имам љубов кон хемијата и обожавам да сметам, исто така и математиката ми оди. Дали може би имаш трема од она што те очекува? Сепак е променена средина, нови пријателства, нови искуства, нови предизвици. Малку ми е страв, бидејќи ќе имам повеќе материјал за учење и некако сум поголема и повеќе ќе се развијам со тоа. Јас сега ќе се обидам да те натерам да ги евоцираш и така свечите спомени од изминатата учебна година. Неодамна ја прославивте полуматурата и би те запрашала сега периодов на што најмногу се сеќаваш, на што те асоцира кога ќе се спомене твоето училиште Јоаким Крчовски? Најмногу на наставниците кои беа многу добри, а исто така и на моите соученици кои ја направија да бидат најлуди овие 4 години со нив. Така, дали може би имаш порака сега од денешна перспектива до наставниците? Може би во продуктивна насока, што би можеле да променат во наставниот процес, процесот на предавање? Јас мислам дека не треба да се менуваат. Беа премногу добри и понекогаш и попустливи, што беше добро за нас. Зад себе имаш плодна училишна година, учество на голем број надпревари, самото тоа кажува и голем број на искуства, нови знаења. Кажи ни каде се учествуваше, со што беше преокупирана на овој план? Најчесто учествував на надпревар по математика, но оваа последна година јас учествував на надпреварот по хемија во Јаха Кемал во Скопје, каде што беа 3 нивоа, стигнав и до последното, но последното веќе беше претешко за мене, бидејќи немав можности да испробам нешто такво. Но исто така учествував и на надпреварот по биологија, кој по прв пат се одржа и ми беше задоволство што учествував на такво нешто. Гледачите на Златен канал те познаваат по твојата водителска улога во емисијата на Мал одмор. Кажи ни по-конкретно за што станува збор? Ова е еден проект на нашите наставници по македонски јазик, кој не мотивира да се запознаат кривопаланчаните со нашето училиште. Најпрвин ги истакнувавме нашите проекти од училиштето и активностите, но исто така и учениците од нашето училиште. Неодамна ја прославивте полуматурата, како си поминавте? Иако беше ваксузен ден, петок 13 беше, и ние ја направивме да биде најубава. Многу си поминавме, беше многу весело и наставниците ни ја направија и таа исто како журка ни беше, многу убава ни беше.
Дали може би ти паѓа тешко фактот што мора да се разделиш со твоите училишни пријатели со кои ги делевте деновите изминатите 8 години, така? Да, ми паѓа тешко бидејќи некој од нив можеби нема ни да ги видам подолго време, но сепак повеќето од нив ќе бидат со мене во Скопје. На прославата по повод полуматурата носеше навистина оригинална креација. Од каде идејата за малку поинаков аутфит и воедно твојот став за модата? Сакав да бидам различна од сите, бидејќи секоја година се посвечено и посвечено се облекуваат полуматурантите, што за мене не им личи. Мислам дека треба малце по-тинеџерски да се однесуваме и да го следиме, да се следиме самите нив и да искажеме што имаме ние. За модата, сакам да се облекувам онака како што јас сакам, но сепак сакам да извлечам и некои модни детали од модните писти. Кажи ни како го искористуваш слободното време? Најчесто го поминувам со моите пријатели, најчесто по патеката, каде што се рекреираме и на стадионот, но често и на социјалните мрежи, каде што комуницирам исто така со моите пријатели. Дали тоа значи дека спортуваш кога имаш слободно време? Па да, јас сум активна во одбојкарскиот клуб Крива Паланка, каде што веќе 3-та година сум член, но бидејќи средно сум запишана во Скопје, веќе нема да имам прилика да спортувам во одбојкарскиот клуб. Значи сепак останува како хоби, Да, кога ќе имаш слободно време. да. Го споменавме интернетот, многу млади, поголем дел од своето слободно време, денот па дури и ноќта го искористуваат на социјалните мрежи. Кој е твојот став за интернетот, зашто најчесто го користиш, колку време поминуваш на социјалните мрежи, што правиш најчесто? Најчесто интернетот го користам да гледам филмови и исто така да комуницирам со моите пријатели. Најчесто сум активна на Facebook, но не толку многу. Некако околу 2 часа на ден седам, но сепак не ми е толку интересно. Го споменавме филмот. Кои филмски жанрови најмногу ти се допаѓаат? Што е она што го преокупира твоето тинеџерско внимание? Обожавам да гледам романтика, но исто така ме фасцинираат и фантастиката и акцијата. Наспроти филмот, дали може би уживаш во пишаниот збор, во читањето книги, слободна литература? Не толку често, немам прилика, бидејќи целото моје слободно време е исполнето со голем број на активности. Каква музика слуша Ина? Слушам R&B, поп, најчесто слушам англиска музика. Кои се твоите омилени изведувачи? Моите омилени изведувачи се Ријана, Ники Минаж, Кети Пери, Џон Леџенд и други. Кои се твоите планови за предстојното лето? Ова лето ќе го поминам на градскиот базен, на стадионот, ќе одам на одмор со моите родители, а исто така и по турнеи. Што ти се допаѓа во Крива Паланка? Тука ќе ги споменаме дневните шеми, ноќните излегувања. Што е она што може да дадеш чиста петка, а што е она што би можело да се промени? Го обожувам денот, бидејќи често шетам со моите пријатели, а исто така го поминувам и по патеката. Но некако не обожувам ноќниот живот, бидејќи малку е секој ден ист. Немаме некои големи промени, бидејќи се движиме на исти места. За крај би те запрашала за твојата препорака, што би им препорачала на гледачите на Златен канал? Како да го искористат ова лето? Ова лето треба повеќе да шетат, да се запознаат со природата и исто така да гледаат телевизија. Благодарам многу.
Од 20 до 22 јуни Кратово беше центар на музичките случувања во земјава. Кратовските златни денови 2014 беа вистинско уживање за сите присутни. Неколку дена по завршувањето на манифестацијата, организаторите, но и артистите кои настапија на некоја од трите сцени распоредени низ градот и диџеите кои настапија на градскиот базен ги изнесоа своите импресии од фестивалската треска, која има за цел да го врати златниот сјај на овој прекрасен град. Мај, Тамара, доктор и Даниел Кајмаковски од Жила, Љубој на тајфата, диџеј Панчо, диџеј Бранчес, како и сите тамбураши кои беа дел од фестивалот, имаа да кажат само убави зборови за градот, за локалните жители гостопримливост, како и за традиционалните специјалитети кои имаа можност да ги пробаат. Како одлични домаќини, кратовчани со нетрпение ги очекуваа златните денови и беа навистина задоволни од целата манифестација која помина одлично. Ова беше настан кој дополнително го раздвижи градот, а од организаторите доби ветување дека кратовските златни денови ќе прераснат во традиција. Марика Перегринили, која стапи во брак со италијанскиот пејач Ерос Рамазути, реши да биде малку поинаква невеста од очекуваното. Бидејќи стана сопруга на музичар, таа одлучи символично да се омажи во фустан со музички ноти. Станува збор за впечатлива креација од колекцијата на Валентино, која претходно можевме да ја видиме на Кейти Пери на овогодинешното доделување на Греми наградите. Модниот бренд ја сподели фотографијата на Перегринили, под која напиша дека е сосема логично што таа го избрала токму овој фустан. Сосема логично е кога се мажите со Ерос Рамазути да носите фустан на која е испишана вашата љубовна песна. Иако креацијата од Валентино не е венчаница, Перегринили ја претвори во совршен венчален фустан, кој многу му се допадна на незиниот нов сопруг. Ако во главата никако не можете да ги споите деловниот изглед и жешките температури, па секоја утринско подготвување вие на голема битка, вреди да го испробате летниот микс од модели бои и дизајни, дури и за во канцеларија. Лесните материјали, здолништата со средна должина и широките панталони, нека ви бидат главна модна инспирација, надополнети со класични кошули во весели бои и впечатливи модни додатоци. Сепак, не смеете да одстапите од следниве правила. Вашето деколте би требало секогаш да биде дискретно, односно 10 см над клучната коска. Ако преферирате маички без ракави, избегнувајте ги оние со тенки прирамки. Наместо нив одберете блузи од лесни материјали со дебели прирамки кои ги покриваат вашите раменици. Кога не знаете за какви обувки да се одлучите, високите шпиц подпетици се секогаш добар избор. Кога носите фармерки, погрижете се остатокот од гардеробата да биде поформален, односно искомбинирајте ги со сако и високи подпетици. Два различни дизајни се сосема доволни. Наш предлог се ригите и цветовите. Кратките шорцеви и столништа замените ги со модели кои ги прекриваат носата најмалку 5 см над колениците. Ефектните парчења во интензивни бои смирете ги со едноставни фустани или кошули во бела боја. Роберт Белбилов периодов е многу зафатен подготвувајќи нов албум за познатата бугарска пејачка Сонја Мембрино, девојката која стана позната по учеството во бугарскиот идол. Песната "Еден момент" со која го најавува албумот е авторско дело на Белбилов, музика и аранжман, а исто така доби и свој видеозапис.
Фудбалската ѕвезда Давор Шукер рече да им стави крај на шпекулациите околу наводната врска со хрватската пејачка Северина и јавно потврди дека се заедно. Двојката стане интересна за медиумите откако помина неколку дена во Бразил, каде ги следеше надпреварите на домашната репрезентација на светското првенство. Депресивен сопруг се самоуби откако неговата сопруга, инаку манекинка, била забележана во друштво на мегапопуларниот Леонардо Ди Каприо. Ендрю Стерн, сопруг на манекинката Кейти Клири, си го одземал животот со пиштол на стрелиште во Калифорнија. Бракот на двојката бил разнишен веќе подолго време, па дружењето со Леонардо било последната капка во чашата. Новак Ѓоковиќ и Јелена Ристиќ чекаат син. Среќениот пар го дознал полот на детето при последниот лекарски преглед извршен во Монте Карло. Сепак, познатата двојка се уште ја чува информацијата во тајност. Долго време Владко Лозановски, еден од најубавите машки вокали во Македонија, промовира нов сингл. Темата Мандарина е вистинска свечена во домашниот етер во време кога горештините интензивно почнуваат да намачат. Авторски песната ја подпишува Лазар Цветковски музика и Магдалена Ине и Милан Миланов текст. Видеоспотот за песната е сниман во Охрид во речија на Огнен Шапковски. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега види со мене. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега види со мене. Традиционално во овој период од годината во Италија се одржува најголемиот моден настан Пити Уомо. Оваа модна манифестација се одржува еднаш годишно, кога во срцето на Тоскана се собираат сите модни куќи, блогери и уредници за заедно да ги прегледаат мачките колекции за следната сезона. Тоа се 4 дена кога по градските улици шетаат најстилизираните мачи на светот, облечени до перфекција. Градот буквално се претвора во модна писта по која чекорат момци од раните 20-ти па се до средовечните италијанци со истенчен вкус за мода. Вешто ускладени бои, дизајни и аксесуари е токму тоа што ги издвојува од останатите мажи. Во присуство на колегите од естрадата, пријателите, семејството и бројните новинари, Димитар Антоновски го промовираше неговиот прв албум, насловен како Ова небо знае се. Албумот содржи 12 композиции, од кои некои се познати, а некои нови. Работена со веќе добро проверената екипа Лазар Цветковски и Магдалена Цветковска Ена. Но исто така има и композиции од Мартин Вучиќ и Калиопи. Меѓу колегите кои дојдоа да го поддржат беа Тамара Тодевска, Дарко Илиевски, Лозано, Александар Тарабунов, Сара Мейс, Франци Пера од Нокаут, Маја Вукичевиќ, Роберт Билбилов. Ова музичко парче ветува раздвижување на нашата естрада. За Димитар ова лето ќе биде работно, бидејќи покрај тоа што најави летна турнеја низ сите поголеми градови низ земјава, најави и нов видеозапис за песната Само тоа го можеш ти. Покрај настапите низ Македонија, Димитар ќе учествува и на Сунчена скала, како и на реномираниот фестивал Славјански базар. Да бидам со тебе, ја сега би направил се. Inside, high, yeah, inside, bounces wanna lie.
and fit and fashion, rolling and bite. Most men won't go like killer. Wanna brush your tooth with gun like killer. Won't bust and shoot like killer. Silly sound boss and monkey gorillas. Those boys on killer. Rent a car, rent a chinchilla. Also not killer. Rent a grill from the foil on your miller. Fake tan, not killer. Fendi bag from China dilla. Too raw, don't make you bitter. Fill a cup up to the brim, color spitter. So much shimmer. Gold medalist, but your bonds don't glimmer. Don't make you a singer. Little man, big knife, chasing for a wife. Wants to jump the queue, but he can't get inside. So you push fuck up. If I push fuck up, if I push fuck up, if I just set it alight. Little man, big knife, chasing for a wife. Wants to jump the queue so he can't get inside. Push fuck up, if white aerosol your life. Burning up the roof, we gonna set it alight. Nice, inside, high, get inside. Bouncers won't allow you nasty hooligan type. Rip rap out tonight, trouble out of sight. They box and kick and fit and bash and rolling and bite. Most men won't go like killer. Wanna brush your tooth with gun like killer. Won't bust and shoot like killer. Silly sound boss and monkey gorillas. Those boys on killer. Rent a car, rent a chinchilla. Also not killer. Rent a grill from the foil on your miller. Fake tan, not killer. Fendi bag from China dilla. Too raw, don't make you bitter. Fill a cup up to the brim, color spitter. Се надевам дека уживавте и се освеживте со содржините кои ги подготвивме за вас. Останете насмејани, позитивни и уживајте во летото.